Советот на општина Чешиново Облешево не го изгласаа буџетот за 2020 година на денешната седница, што значи дека општината во наредната година ќе влезе без најважниот документ која дефинира работата на локалната самоуправа и планираните вкупни активности. Од вкупно 11 советници, колку што брои советот, на денешната седница присуствувале 10, 5 од позицијата и 5 од опозицијата. На гласањето со односот на гласови бил 5:5, што значило дека буџетот не ги добил потребниот број на гласови за да биде усвоен. Непосредно по седницата градоначалникот Горанчо Крстев даде изјава за телевизија Кочани. Денес на 31-та седница на Советот на општина Чешиново Облешево не беше донесен буџетот од страна на советниците на ВМРО ДПМН. Значи, очигледно се против развој на нашата општина. Според Крстев, советниците со неизгласувањето не ги застапувале интересите на граѓаните, туку во прашање била чиста политика. Луѓето, народот ги има гласано за да се развива општината и да се донесаат капитални проекти, за да можеме на луѓето да ја удоволиме еден нормален живот, значи услови за живот. Канализации, водоводи, улици и ред други работи, што се ни потребни за нашата општина. Пошто 11 години јавно тврдам дека нема донесено една шајка нема заковано во нашата општина, кога сега успеавме и Бање, Спанчево, Соколарци да се прават канализации, да се прават улици по сите населени места, а они одлични потреби, кажувајќи дека буџетот е добро скоцкан, значи подобар буџет до сега немало, значи јас како градоначалник и се откажувам од трошкови, од ред други работи, се со цел да имаме ние поголем приход за општината и да можеме на луѓето да ја удоволиме нивните потреби. Инаку предлог буџетот за 2020 година е во развојна компонента. За 2020 година е на основниот буџет околу 35 милиона денари. Што ќе значи неизгласувањето на буџетот за функционирањето на локалната самоуправа во наредната 2020 година не е тешко да се претпостави. Меѓутоа, доколку советниците не најдат компромисно решение, во рок од 3 месеци, актуелниот совет ќе се самораспушти.